Значи, Министерството за внатрешни работи, во конкретниот случај ОВР Кочани, може да си даде свое мислење за овој што го спомнавме безбедносен аспект. Колку влезови има, какви се тие влезови, дали во случај на гужва, на пожарна евакуација се пропулзивни или се блокирачки, дали има резервни влезови, дали може да прииде пожарна да гаси, брза помош и така натаму, но мислам дека они не се тие кои проверуваат дали објектот е направен од запаливи материјали. Бидејќи овој објект повеќе пати бил пренаменуван, тој морал да добие дозвола од локалната самоуправа. Значи, кога тој е претворен од индустријски во трговски објект, морал да добие дозвола од локалната самоуправа. Мора да има проект, во проектот и мора да има и она ПП заштита, еколошки елаборат и така натаму. И ако го прави, тоа се прави до заштита и спасување, они си го дават своето мислење, дали има запаливи материјали, дали има доволно противпожарни апарати и така натаму и така натаму. Поготово оној третиот дел кога тој е претворен во угостителски објект. Тоа реновирање и таа пренамена морала да биде одобрена од локалната самоуправа. Значи тогаш морал да действува локалниот градежен инспектор. Тоа сигурно дека не е направено, ниту предпоставувам има ни идеен, ни основен проект, ни изведбен проект, не верувам дека има. Исто така се доставува до овие надлежни институции да си го кажат своето мислење.